да се воспостави системски одржлив и ефикасен пристап кон управувањето со енергијата на локално ниво, во согласност со законските обврски, националните политики и реални потреби на самата општина, е основната цел на општинскиот енергетски план за 2026 година, кажа раководителката на секторот за комунални дејности Лидија Ланг-Спасовска на последната седница на која мнозинството советници го усвои стратешкиот документ. Според раководителката, прв пат во општината се донесува ваков документ, изготвен од страна на експерти од областа на енергетиката и врз основа на позитивна законска регулатива согласно Законот за енергетика, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија, позитивна регулатива за просторно урбанистичко планирање, закон за градење, закон за заштита на животна средина и јавни набавки. Основна цел на општински енергетски план е всушност во Куманово да се воспостави системски, одржлив и ефикасен пристап кон управување со енергија на локално ниво во согласно со законските обврски, националните политики и реални потреби на самата општина. Планот има за цел да ја подобри енергетска ефикасност во јавниот сектор, особено во општински административни објекти, образовните и културните установи, комунална инфраструктура и улично осветлување. Го намали вкупното годишно трошење на енергија и поврзани буџетски трошоци на општината, поттикне користење на обновливи извори на енергија, сончева, биомаса и други извори, придонесе кон намалување на емисии на стаклени гасови, подобрување на квалитет на животна средина, создаде основа за планирање, аплицирање и реализација на проекти финансирани од национални и меѓународни фондови, ја зајакна институционална и техничка способност на општината за управување со енергетски проекти. Обврска на секоја локална самоуправа е да донесе ваков годишен план. Општина Куманово изготви енергетски план, го достави до Министерство за рударство, за енергетика, рударство, не знам точно како се вика, рударство и минерали. Согласно позитивни законски регулативи, должни сме тоа да го направиме и да добиеме позитивно мислење од страна на Министерство пред да се стави точка на дневниот ред. Согласноста од Министерство ви е доставена во испечатена форма, така да е целосно запазена регулатива. Со овој документ ние фактички ќе влеземе во годишен национален план на Република Македонија за изградба на енергетски објекти за производство на електрична и топлинска енергија и складирање на електрична енергија за 26 година. Истиот требаше да биде доставен најдоцна до 26.1.2026 година. Коригираниот план е во делот на вметнување на преамбулата врз основа на кој се изработува овој општински план и на завршните одредби, односно кога стапува на сила. Додека она што беше констатирано дека е ставено село Куманово, тоа се работи за техничка грешка, тоа не е сигурно не е село Куманово. Техничката грешка е направена од причини што овој план е изработен во многу краток рок, затоа што Законот за енергетика е донесен во крајот на август, истиот со измена ни е наложено на општините да изготвиме ваков план. Измена на законот е донесена во септември, а општините имаат согласно овој закон законска обврска планот да го изготват и да го достават на мислење во Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини до 1 октомври. Така да пропустот што е направен е од технички аспект. Самиот план е од многу важна голема важност, затоа што овој план ќе влезе во националната стратегија за енергетика на Република Северна Македонија. Сигурно дека планов во идниот период, во текот на годината, како секој план, може да се направи измена и дополна на истиот и за истиот повторно да се побара согласност од Министерството. Меѓутоа, како иницијален документ, треба да биде донесен во законски пропишаниот рок, каде што во самата согласност, добиена од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, ни вика во завршниот дел, кога ја даваат согласноста, воено ве информираме дека е потребно во најкус можен рок
но не подоцна од 26.1.2026 година, да доставите број и копија од службен вестник на вашата општина во која е објавен општинскиот енергетски план.